почитувани представници на медиумите, почитуван адмирал Бауер, чест ми е да ви посакам добре дојде во сојузничка Северна Македонија. Како највисок воен старешина во НАТО, можам слободно да ви кажам, добродојдовте дома. Северна Македонија е НАТО и политички, и воено, и можеби најважното, вредносно. Тоа е она што не поврзува сите сојузници во НАТО. Сите држави членки кои преку алијансата стануваме една сила, сила за мир. Ако има нешто во кое веруваме целосно и за кое се бориме безкомпромисно, тоа е нашето единство и кохезија како алијанса. 31 земја со еден глас кој вели: нема компромис за безбедноста, сигурноста и стабилноста на секоја педа сојузничка територија и за граѓаните на нашите држави, а тоа се над 1 милиарда луѓе во светот. Северна Македонија покажа и докажа како изгледа еден посветен сојузник. Со нашиот придонес во мултинационалните сили на НАТО во Латвија, Бугарија и Романија, докажавме дека стоиме цврсто за безбедноста на нашата заедничка алијанса и дека даваме силна поддршка кон заедничката цел. Тоа го правиме и во нашиот одговор на бруталната руска агресија врз Украина. Северна Македонија немаше никаква задршка уште од првиот момент оваа агресија да ја нарече токму тоа и што е. Брутална агресија која носи само уништување и болка. Ја нарековме така и дадовме помош, и воена, и хуманитарна, затоа што независна и суверена Украина има целосно и морално право и потреба да се одбрани. Украина се брани себе си, но го брани и меѓународниот правен поредок кој се базира на принципи и правила и затоа ја заслужува сета наша помош и поддршка. Северна Македонија е столб и на регионалната безбедност. Ке продолжиме да придонесуваме со своји сили во мисијата на НАТО на Косово, КЕЙФОР, затоа што сме убедени дека регионалната безбедност и стабилност мора да биде пред се и над се. Само така можеме да создадеме регион кој е просперитетен и кој ќе продолжи да живее во мир и демократија. Почитуван адмирал Бауер, во оваа тешка безбедносна состојба на европскиот континент, НАТО мора да остане подготвена. Сите се согласуваме дека мораме да го очекуваме и неочекуваното. Да бидеме цврсти во нашите одлуки, единствени и посветени на засилување на нашите индивидуални и колективни капацитети. Северна Македонија, заедно со сојузниците во Вилнус, ја реафирмираше определбата за вложување на најмалку 2% од бруто домашниот производ во одбраната и ние тоа целосно го реализираме. Веќе следната, 2024 година, 2% од македонскиот бруто домашен производ ќе бидат наменети за одбраната. 1/3 од одбранбениот буџет веќе го вложуваме во досега најголемиот процес на модернизација и опремување на македонската армија и набавуваме нови и модерни системи кои ќе зголемат нашата интероперабилност која е суштината на колективната одбрана. Така се развива македонската армија, но се засилува и колективната одбрана на НАТО, која е светиот крал на безбедноста на евроатлантската поддршка. На крај, ви благодарам за сета ваша поддршка како председавач со воениот комитет на Алијансата. Благодарам, министерка. Повелете, господин генерал. Почитувана министерка Петровска, почитуван адмирал Бауер, почитувани присутни, од името на генералштабот и своје лично име, утрово изразив срдечно и топло добре дојде на адмиралот Роб Бауер, преседавач на воениот комитет на НАТО, највисокото стручно тело на Алијансата. Во рамки на посетата, адмиралот го информирав за тековните процеси во вооружените сили, како и реформите и трансформацијата на нашата армија, модернизацијата, приоритетите кои ги очекуваме во наредната декада, како и операциите кои ги реализираме во земјата, но и НАТО водените операции. Во текот на денот ќе имаме можности подетално да бидеме во координација и комуникација за престојните активности кои се очекува да се донесат со крупни сериозни одлуки наредниот викенд веќе во наредниот воен комитет во Норвешка. Во текот на денот адмиралот ќе оствари бројни други средби со државното раководство, како и ќе ги посети нашите специјални сили во касарната Илинден. Утре ќе одржи предавање на Војната академија и во текот на наредните 2 дена, секако средствата за јавно информирање ќе бидат запознаени со процесите и одлуките и активностите кои ќе бидат спроведени во нашата земја. Ви благодарам. Благодарам, господин генерал.
Господин адмирал, повелете. Благодарам министерке Петровска. Благодарам генерал подполковник Ѓурчиновски. Добро утро, дами и господа. Мислам дека не би можел да ја истакнам посветеноста на Северна Македонија на нашата заедничка граница и започна комплетна инвазија, Русија не само што го наруши територијалниот интегритет на Украина, незиниот суверенитет и правото на незиниот народ на самоопределување, туку и воведе нова ера на колективна одбрана. Не само за Украина, не само за НАТО и неговите сојузници, туку и за сите слободни демократии во светот. Со оваа одлука се смени текот на светската историја. Темелите на меѓународниот поредок, заснова на правила, беа разнишени, а војната се врати на европско тло. Сепак, НАТО беше подготвено. Благодарение на нашето внимателно планирање и работа, иницирана пред речиси една деценија, можевме да одговориме и да го зголемиме нашето присуство на источното крило. На самитот во Вилнус, минатиот јули, лидерите на НАТО презедоа повеќе чекори за зајакнување на нашата одбрана и одвраќање на долг рок. Тоа се однесува на регионалните планови кои предвидуваат како НАТО ќе ги брани клучните и релевантни места во нашата алијанса од две главни закани кои се наведени во војната стратегија на НАТО и стратешкиот концепт на НАТО: Русија и терористичките групи. Ова се најсеопфатните одбранбени планови што ги има НАТО од крајот на студената војна. Со нив не само што се интегрираат националните одбранбени планови и одбранбените планови на НАТО на едно досега претходно невидено ниво, со нив исто така се испраќа многу попрецизен сигнал за потребите на НАТО и со нив ќе се обликуваат нашите вооружени сили во децениите што следат. На овој начин ќе се погрижиме НАТО да е доволно агилен, издржлив и екипиран сојуз кој може да ги спроведе овие планови и да ја гарантира безбедноста на милиарда наши граѓани и целата сојузничка територија. За неколку недели нашите 31 началници на одбраната ќе се сретнат во Осло, Норвешка, на нашата годишна конференција и меѓу другите ќе разгледаме можноста за извршување на овие планови. А тоа опфаќа логистика, подршка од земја домакин, репозиционирање на залихите, повеќе трупи, поголема подготвеност, развој на способности, прилагодување на нашата команда и контрола и повеќе вежби за колективна одбрана и обука за колективна одбрана. НАТО и одбранбеното планирање ќе бидат се сега повеќе интегрирани од кога и да е било кога и нашата колективна одбрана е навистина напор на колективот, а постоењето на силна национална одбрана е клучен дел од тоа. За среќа, Северна Македонија е на добар пат тоа да го постигне. Покрај придонесите што веќе ги давате на алијансата, како што е вашата поддршка за борбените групи во Бугарија, Латвија и Романија и на Косово, вашите трупи служат под знамето на НАТО во нашата мировна мисија. Македонски персонал исто така служи во нашата неборбена советодавна мисија и градењето на капацитети во Ирак, помагајќи да се изградат поодржливи, транспарентни, инклузивни и ефективни безбедносни институции и сили. Вие придонесувате и во силите за одговор на НАТО, кои гарантираат безбедност и одбраната на сите сојузници. Од влезот во НАТО, Северна Македонија презеде важни чекори за спроведување на вашите одбранбени реформи. За само 3 години постигнавте импресивно ниво на војна интеграција во НАТО,
адаптирајќи ги вашите структури и сили на потребите и барањата на НАТО, а ја зголемивте и вашата интероперативност. Најавивте темелна ревизија на вашата стратегија за национална безбедност, за да може да биде повеќе во согласност со стратешкиот концепт на НАТО. Ова ќе овозможи уште поголемо усогласување на нашето одбранбено планирање и нашите заеднички одговори. Вие исто така ветивте дека ќе достигнете минималната обврска за инвестирање во одбраната до 2024 година и слушнав на министерката дека рече дека тоа ќе се случи, што навистина добра вест. И планирате да инвестирате повеќе во истражување и развој, опремување со капитална опрема. Благодарни сме и за поддршката што ја давате на Украина, особено со донирање на разновидна опрема. Сето ова покажува вистинско лидерство. Националното животно на Северна Македонија е македонскиот лав. Лавот, како кралско животно, секогаш побудува чувство на гордост, што е соодветно, затоа што со гордост ве нарекуваме сојузници, затоа што никогаш повеќе нема да бидете сами. Заедно ќе се погрижиме нашето гордо семејство да остане силно и способно и заедно ќе продолжиме да ги заштитуваме нашите милиарда луѓе. Ви благодарам.